Дури 27 точка на 91-та пленарна седница е извештајот на Европската комисија за Република Македонија за 2022. Првата сесија на оваа седница беше на 16 ноември минатата година, а дури поречиси цели 4 месеци се отвара оваа точка. Овој факт сосема доволно зборува како парламентарниот самонаречен Европски сојуз се однесува по однос на најбитниот документ кој се однесува за нашиот напредок за членство во Европската Унија. Но како и да, еве и после речиси 5 месеци, бидејќи официјално извештајот на Европската комисија е испратен во собранието на 21 октомври лани, ние денес започнуваме со расправа по оваа точка. Заради македонската јавност да кажам дека описните оценки кои Европската комисија може да ги даде се вкупно 6 нумерички, и тоа нумеричка 0 описно значи дека нема напредок, нумеричка единица описно значи дека има мал напредок или мал нов напредок или ограничен напредок или слаб напредок. Нумеричка двојка описно значи дека има одреден напредок или делумен напредок или нееднаков напредок или на пат или неравномерен напредок или умерен напредок. И доволно е дотука, бидејќи досега, како што знаеме, немаме добиена оценка повисока од 3 или барем 3. Од компаративниот преглед на извештаите на Европската комисија за остварениот напредок на Република Македонија по поглавја за периодот 2009-2022, добиен од Парламентарниот институт, Македонија ги има добиено следните просечни оценки по години. 2009 2,52, 10 2,30, 11 2,53, 12 2,16, 13 2,06, 14 2,10, 15 2,06, 16 1,76, 17 и 18 1,64, 19 1,91, 20 2, 21 1,52 и 22 1,61. Јас тука ќе ги истакнам годишните оценки за неколку поглавја, и тоа: образование и култура никогаш не се добила повисока просечна оценка од 2, ама за 21 и за 22 просечната оценка е единица или ограничен, мал или слаб напредок. Заштита на потрошувачите и здравствена заштита. Ако од 2011 до 2015 просечната оценка била 2 или одреден, делумен или умерен напредок, тогаш од 2016 до 2021 просечната оценка е 0, а за 2022 просечната оценка стасала до висока единица. Ова сосема доволно зборува за фактот дека образованието и здравството остануваат да бидат најболните наши теми, а кои станаа многу поболни со актуелново раководство. Имено, заклучокот од извештајот на Европската комисија за областа здравство вели: напредокот во областа на здравството во Република Македонија не само што е ограничен, туку е и во регресија. Во делот на заштитата на правата на пациентите, Европската комисија нема забележано никаков напредок. Понатаму, кај дефицитот на медицински персонал, Европската комисија констатира назадување. Кај заштитата од штетното влијание на цигарите не е забележан никаков напредок. За ракот и неговото рано детектирање не е забележан никаков напредок. Кај контролата на заразните заболувања не е забележан никаков напредок. А како и би имало овде напредок, кога достапноста до вакцините ни е ненавремена и несоодветна, кога достапноста за ковид тестови беше и е нееднаква за сите, бројот на тестови на товар на ФЗМ недоволен, кога имавме недоволно обезбедени реагенси, недоволен број на термини за рентген испитувања, недоволен број на болнички кревети, немање протоколи за соодветен третман, кога немавме вакцини во центрите за јавно здравје и во Институтот за јавно здравје за превенција на заразни заболувања кај возрастни при контакт или патување и така натаму. Сумарно,
Европскиот извештај за 22 вели дека се очекува реформите во нашето јавно здравство да се прилагодат според потребите и стандардите на поразвиените европски држави. Тој порачува дека е потребно да се спречи одливот на медицински кадар, особено на високо образованиот, и истиот да се надополни со нов и образован кадар. Дека треба да се стави во функција медицинската опрема, заедно со обука на адекватни кадри, како истата би можела ефикасно и да се употребува. Конечно, извештајот акцентира и на зајакната кампања во делот на здравствената стратегија за здравството за период 21-30 од аспектите на ментално здравје, здравствените промоции, како и во исхраната и во физичката активност. Во делот на образованието, Европската комисија препорачува дека Република Македонија во оваа година треба особено да работи на подобрување на пристапот до квалитетно образование за сите, посебно за децата со попреченост и децата од ромските заедници. Во високото образование вкупниот број на запишани студенти останал низок. Бројот пак на запишани студенти во прва година на студии останал во опаѓање последниве 3 години. Тука Европската комисија особено потенцира и подсетува на лошиот третман на студентите, недоволниот број на стипендии или стипендирање на странски универзитети, поради што нашите млади се иселуваат или одат на образување во странство. Во делот за администрација, една од главните забелешки во извештајот е нетранспарентноста на владините заклучоци од владините седници. Комисијата подсетува дека не се уште исполнети минатите препораки, па остануваат се уште да важат истите, а тоа се меѓу останатото да се донесат закон за административни и закон за вработени во јавен сектор, како и закон за висока раководна служба. Да се вработат раководители во Министерството за информатичко општество и администрација, за да се имплементира реформата на јавната администрација. Напоменато е и дека Академијата за обуки е нефункционална. Има и препорака да се вклучи раководната одговорност во јавната администрација, а преку финансиска контрола. Генерално, заклучокот е дека администрацијата со години не е поместена од место и дека останува само нејзината превработеност, која пак не дава никакви резултати во однос на услугите кон граѓаните. За корупцијата, таа останува да биде распространета во многу области и представува прашање на загриженост за Европската комисија. За финансиите и економијата, извештајот укажува дека државната помош за компаниите преку планот за економски раст им е нејасна и дека државата не спровела оценка за нејзиното влијание. Извештајот во овој дел исто така укажува дека мерките и стратегиите за подобрување на бизнис обкружувањето не се доволно систематски и конзистентни. Европската комисија критикува и за отсуство на било каков напредок во справувањето со сивата економија и дека нејзиното големо присуство го кочи бизнисот. Во делот за собранието добиени се следниве препораки. Потребно е правилно планирање и консултации за да се ограничи употребата на скратени постапки, за да се овозможи ефективна контрола и разгледување на законодавството. И потребно е надзорот врз извршната власт преку пратенички прашања до министрите да се спроведува на поредовна основа. Еве, ова се генерално моите извадоци од добиениот извештај на Европската комисија за минатата година. Просечната оценка е, како што кажав, 1,61, што е втора најниска, а после онаа за претходната година. И двете најниски оценки се добиени во време на владењето на овој така наречен Европски сојуз, што доволно зборува за неговите вистински европски залагања и визии. Европа не се достигнува со криминални сделки и тендери, со злоупотреба на европско знаменце при носење сомнителни закони и со исфрлање на опозицијата од сите клучни преговори и штетни донесени одлуки, токму заради ова. Европа останува да биде само во лажната ЕУ агенда на власта, позади која стојат стравот од одговорноста и конечно и одговарањето за сиот овој срам и криминал кој што ни се приредија последниве 6 години владење на СДСМ и на ДУИ.
Борбата со криминалот и искоренувањето на корупцијата не можат никогаш да започнат со овие криминалци. Тоа се двата клучни фактори од кои зависи нашиот ЕУ напредок. Затоа, додека ДУИ си игра фудбал и кошарка, а СДСМ не смее да гукне за ова, нашата ЕУ иднина останува запечатена во овие последни извештаи со многу слаби оценки и со никаков изглед за некакво нивно подобрување. ЕУ иднината започнува дефинитивно со доаѓањето на новата власт во Република Македонија. Ви благодарам. Има збор Златко Пенков.